Милост и казна. Милостивиот не создаде во најубав облик, ни даде значење и ни даде лик. Ни даде душа која треба да е покорна и која треба да биде скромна и само него да го слуша. Пред да бидеме намесници, бевме собрани пред Бог како сведоци и беше побарано да посведочиме дека само него ќе го обожуваме. Човекот вети и ветувањето стои, оттогаш цивилизацијата векови и милениуми брои. Човекот напредна технички, но заборави на Бог фактички. Религијата стана традиција, а не вредна инвестиција за која секој од нас треба да се бори, да најде начин како да се избори. Вистината дојде преку Божите посланици, најодабраните луѓе и Божји веровесници. Последните тројца со објава од Бог беа Мојсей, Исус и Мухаммед, а најпоследната објава Куранот, таа сочувана единствено стои и во срцата се помни, харфовите изрезбарени во короната на мозокот стојат се додека верниците од гревови се бојат. Кога гревовите ќе се нижат, Куранот се заборава и не се помни макар очите да мижат. Но затоа постои книга, на нејзе писмените забележале и да луѓето да имаат порака чиста. Јасно е дека нема време и дека луѓето имаат обврски многу, техничко време и кариера треба да се прави. Често човекот заборава и во сообраќајот се глави. Но мозокот наш има капацитет огромен, не треба да го оставиме неупотребен, читај и учи се пораки силни, времиња тешки кога идат спокојни буди. Криминалот владее и царува глупоста, насекаде се шири вулгарност и лудоста. Насекаде секој зборува што стигне, царува незнаењето, царува блудноста. Милоста Божја е спуштена преку Куранот, преку Божјата порака, преку Исламот. Исламот е вера на сите пратеници иста, тие не учеле на добро и ни командувале присебност. Мухаммед е испратен како милост на световите и неговата порака трае до крај на вековите. Но тешко на оној на кој ќе му стигне пораката и наместо тоа ја избере страста. Таа страст за еден човек не вреди и не треба да ја отстапува простор и да ја следи. Треба да се размисли и да се следи вистината, бидејќи казната Божја е опасна и голема. Никој не размислува дека овој живот има крај, дека секој од нас не заслужил рај, туку заслужил казна бедна и која не е вредна. На таквите помен и место уживање ќе биде огин и пламен. И ќе бидат луѓето обележувани и со најжестоки казни казнувани, нивните кожи преслекувани, нивните тела мрцварени и измачувани. И ќе биде тага и плач и ќе нема крај на таа мака, секој ќе бара излез, но нема да најде за помилување рака. Може би звучи страшно, може би мислиш дека нема сожаление, но овој живот вистински е големо искушение. Искушението на секој нас е секој ден да го докажеме нашето првозавештание. Нашето сведоштво како Демеклиевиот меч ни виси над глава, секој од нас треба начин да бара, да осознава, да учи и да не прекинува својот проблем да го решава. Одговорот е овде во нашите срца, сознавајќи го Бог и целта своја, се решава потоа маката твоја, се решава потоа односот наш кон сите околу нас. И најбитно нашиот Создател голем, кој ни дал милост и опрост постоен ќе ни даде живот угоден и достоен. Таму каде неговата милост ќе не спаси од грубоста наша и нашите лаги. На овој свет имавме постојана заблуда и се мамевме. И со лагите наши меѓусебно тргуваме, изневерувајќи го заветот свој кој бил на Бог даден, а не сме убедени доволно и во денот суден. Луѓето заборавиле на Бог и на милоста, мислат само на себе и не ја гледаат болеста.